Čekaj, stoj malce. Aj zastani malce među narodot. Čekaj, ponovo, Сега си меѓународен. Здраво, другари. 4:34. Аерпортот, фамилија, среќна, весела. Што се клатиш, бе? И си очекаме авиончето да не земе. Демек идеме на концерт на Джеси Джей, ама мене ме натера да идам со нив, пошто ми рекоа дека е во Амстердам. Ке го подпишам ова Влогмас? Кец. Да? Ова е подпишано Влогмас Кец. Еве, Стеф пример го изгуби после што у првите 20 секунди на аеродром. У првите 90 секунди на аеродром. Ми замина синот. Гордост мајкина. На печалба. Чао, сине. Врати се некогаш. Донеси ни пари во семејството, сиромашно наше. Ке успееш. Синко, оваа држава е проклета. Инаку за тие што не знаат, Влогмас се уствари влогови што се снимаат у декември, као цел декември до јануари, до нова година. Треба да се снимаат секој ден, а кога знаете мојот распоред на снимање, катастрофа сум. Така да ги гледам што можно повише да ставам, јевеш матер. Мене пак ми е страв. Мене малце. Стефан, страв ти е? Како за прв пат? Да. Ја намерно се сместив у средина за да можеме двајца овака да ги држам за рачиње, може да ми дајете рачиње. И овака ќе стичка многу јако како полетуваме, пошто сум пичка. Ставете маската преку носилата, осигурете да стават киселните и дишете нормално. After putting your own mask, please apply and mix the humidity. You'll find the safety. Знаеш, вози. Брум, брум. Ето го крена тоа, перките ги напрчи, тоа значи дека авионот се накостреши и се изнервира и го бара својот плен во џунглата. Ви благодариме што гледавте National Geography. Ајде почни да го джвакаш дуксера, Стефан, ајде. Види го умира сонце. Просто држам пред сврстата. Ке те боли, сонце, ке те боли. Сине, пушти, сине, сине. Што е овако да... Кој двај да сме слетали, тука бегаме да ти... Добро утро. Поспав 5 сати. Алби се на чара, па ќе ме мери се здиват. Чао, авионче. Си гледаме за една недела. Стефан. Стефан, да погледнеш лево десно пред да поминеш улица. Да след улица е. Ран, кике, ран, куферот. Куферот. Ено ми е мојато куферче. Еве куферот на Стефан, да свртиш се една кругче од почеток, дор го чекав наму на крај. Стефан интересно е. Стефан много интересно. Саш едно кругче. Него 300 ше газа. Еве ни е колата, ова ќе биде наше 7 дена. Отклучи ми ма. Абе, кај си ти, убавица? Чекай се, дали сум заборавил? Ја мислам дека нема па да знам нешто. Лево? Гол. Па лево. А, тука е вера мотора. Може и од тука, вајде. Океј, еве ни го количето наше. И ова ни е малото кај што ќе живееме нареднава една недела. О мај гад, колку е јако! Стефан! Caution, I'm a rude guy full of explosive energy. Check me out. Идеме моментално да прошетаме нешто у близина додека е уште дење, а после се надеваме дека ќе имаме простор за да снимиме еден хаус тур, да видите у колку кул места сме сместени.
Инаку не знам дали спомнав, али ние не сме сместени баш у Амстердам, туку сме у градче што е далеку од Амстердам, колку што е далеку Велес од Скопје, че на оваа страна ќе се свртам пошто е побува светлано. Така некои 40 на километри од Амстердам и сум actually многу среќен што сме малце подалеку од Амстердам, пошто не икам баш да бидем у центарот. Сега овие маливе градчи ми оставале многу поголем впечаток неголи тие главните градови кај што се метрополите и кај што не знам, ме плашат такви големи места. Иначе градче се вика Лајден. Онака ако некој случајно го интересира. Дај чекај барем нешто на китено да снимам да заличи малце на влогмас. Нека звездички онако. Доволно. Овој фестивал. Татам. Звездички сме сите ние тука. Тука. Играме и пееме, танцуваме. Татам. Весело другаруваме. Тан. Еве го Стефан, еве а кикињата сум јас. Фамилијата свињи. Сега што да правам? Ова е округла или коцкаста е, да ја газам или ја не ја газам? Finally. Vlogmas. Пеат? Дилей. Моето е побрзо. Не се синхронизирани. Хубава боја на глас. Леле, не, сите, не, леле, сите ќе ги стиснат, не. Не, сите ги стиснат. Као на сонгуските. Oh my god. Па, не ти стоят лошо. Ми отговарят на outfit-от. Да, супер бижутерија. Мама, cute, little mama. Вечерва изодевме 18.000 чекори и се чувствувам многу среќно, не е округла шахта никако. Се осеќам многу среќно затоа што во последно време само сум или пред компјутер или у кола и се немам нич раздвижено и многу ми е јако. Градов се осеќа кода е 2 сабајле, нема живо пиле, 8 вечере. Не знаат да живеат беа холанѓани бе. Што ми видите така како рамбовци? Вие сте ми обезбеđenje на официјалниот влогер на Холандија. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Вау! Се спремаме за семејна вечера. Си седнавме на трпезаријата и не знаевме како да се наместиме. И седнавме вака сите тројца на иста страна. Абе, тај диносаурусот игре го малце. Трчи, хоп. Хоп. Вчера се нафукавме и одма си заспавме, затоа што сме го веда. Не успев да направам хаус тур, али ќе гледам у вториот влогмас да го направам хаус турот, пошто затварно е многу добра куќата. Ќе пробам сега. Believe it or not, тука си ги имаш Кики и Стефче, моментално небитни. Ова не е нашата трпезарија, тука јадеме, доручкуваме, ручаме и вечера, бе. Логично, нели? Ова ни е дневна соба, све ни е накитено, што мислам дека не е само за нова година вака накитено, туку дека е секој дневно вака накитено. Немојте да се исплашите од ова што ќе видите сега. Ова е телевизор кој што нон-стоп стои вака, али кој гледа телевизија у денешно време сите сакаат да гледаат вакви арапски знаци. Прво од околу телевизија. На секаде имаме буда жаби. У принцип ова ни е дневната соба. Но вака имаме кујна соба. Така се вика кујна соба. Абе дај бегајте, ова е кујната, кај што имаме шанк за седење и ни фали една шанкерка тука само, па некојаш можеме киќе да ја ставиме, ако не е киќе, ништо ќе гладуваме. Но е јака, тука е ринглата, иако не се гледа, таква е како невидлива рингла. Фрижидер, иако лечи на шкафче, еве сум јас, тако звани Иван. И тука имаме перална, што најверојатно нема да стигнеме да ја користиме. Надвор има градина која што уште не е доградена, и тоа мене не ме спречи да ја користам таа градина. Океј, pretty much стрмни скали. Ова е нашата соба, малку е хаос, затоа нема да ја снимам надоле, али во секој случај си имаме минималничко самата соба, си имаме убави кревети, брачен кревет за детето и прекрасен поглед надвор на изгреј слеш зајди сонце, што е ова изгреј сонце, добро, 8 сабајле, нормално. Кога искочиш од соба го имаш ова, which is called купатило, и не знам зашто има и када, и туш кабина, али интересна работа у туш кабината е што не замолија газдите да го бришеме стаклото после
туширање. Се осеќам кога да работам на семафори. Но ми е кул прозорчево уствари што е искача од купатилата. Ова ни е the neighborhoodот и има столче ако треба да си чекаш на ред или евентуално јас тука би седнал и чучнал да повраќам умивалников, не знам само пробувам, но не дам логиката на ова зашто е тука столче ова. I don't know, зашто има столче тука, бе? И нормално според Feng Shui имаш тука некои билки и камења и школки за извршување на метаморфоза на умот. And last but not least, вецето, so cool, тоалетна хартија спакувана за речардж и умивалниче 4,5 сантима, али е многу јако. Не знам, све сум воодушевен место као дури од вецето. Фала што гледавте ова видео, стиснете лайк ако ви се допадна и сабскрајбнете ми се на каналот. Наредниот влог идеме во Амстердам. Што не сум расонет. Се гледаме за брзо, другари. Чао, чао.